Како изгледа тогаш републичките првенства на Македонија, колку учесници имаше, каква беше конкуренцијата и кој ти беше вака најопасен противник, така да речем? Видите, Вукански, Владо, Попташев, Геле, во прво време ми беа така Зрлев, Киро, Благоје од Велес. После дојдоа помладиве како Пенчо, Јаневски и така, тие беа гимнастичари кои што име следеа и ми парира. И те брка, значи и тие да ги постигнат. Секој гимнастичар има свој идол, например. Ја бев на некои идоли, а ја имам своји идоли као Церар, као Шаклин, као. А титули во Македонија, нешто кога разговаравме пред да почнеме да ја снимаме, емисијава рече 6-6, што значи тоа? 6 титули во младиве категории, 6 во постарите и така. Види, 6 пати бев првак на Македонија, ако мислите за такви титули. Да, за тие, да, 6 републички титули. И многу е важно, ако погледате и сега во дипломите мои, колку бодови собира во Македонија, толку бодови собирав и на ниво на Југославија. Значи имавме многу јака судиска комисија. Бевме доста добро организирани, организацијата беше добра. И последново што беше во Лесковац за пола бед беше подобар отколку во Македонија. И ти самиот беше изненаде, да? Подобар. Викам, овие сојузни суди, овие републички. Меѓутоа ја разбираа гимнастиката, имаше луѓе ентузијасти. Се работеше тоа за правилникот, многу брзо напредува. Ја сум во тој период 21 година вежбав, да речеме од најмали години до таму кога престанав да вежбам. Кога престана да вежбаш? Па негде кај 23-24 години тука застанав да. Тој период последен од вежбањето? Продолжив после уште малку до 27 година. Тоа неодењето на Олимпијадата во Мексико влијаеше на тебе, те разочара? Влијаеше, ме разочара. Јас месец дена тренирав во Љубљана. Тука беше Церар, беше Грегорка. Грегорка многу ми го бендесуваше партерот, прескокот. Дури на Церар понекош му викаше. Церар беше многу крут. На партер, прескок, тие му беа тешки справи. Него му лежеа круговите коњот со рачки. Јас како што слушнав во тоа време коњот со рачки како справа, фига размислуваше да е тргнат. Нема некои иновации. Церар со неговите стрижеви доведе, ја освежи справата со вежби, неговото вежбање и справата остана. После тоа се јавија други кола на врат, напред, назад, многу други елементи. Сега да те вратам во оние најмлади години. Да. Ме интересира да ми кажеш како се чувствуваше ти кога се подготвуваше за оние слетови, како изгледаат тие слетови, затоа што на нив претежно беа содржани елементите од гимнастиката. Така. Што представуваат тие за младите луѓе тогаш уште од дечиња, од најраните возрасти се учествуваше на тие слетови, како изгледа, како беше тоа собирање, па бидејќи вежбавте по 100, 200 деца, 300 деца една иста вежба, како успевавте сето тоа да го складите? Видите, малку за тие слетови да ги подсетиме по старите генерации на тоа време, а по младите да видат како се одвивале тие спортски активности во тој период. Јас ќе ви кажам дека сите содржини во физичката култура и спортот имат свое воспитно-образовно влијание. Од социолошки аспект, од педагошки аспект. Слетовите беа композиции кај што требаше децата или со музика или без музика заеднички да ги извежбаат. Меѓутоа да ги извежбат треба одредена подготовка. Имав прилика, имаше опозиција некоја против овие слетови. Јас, да ви кажам, се чудев зашто. Демек, игрите биле подобри и така натаму. Се е добро. Сите спортови имаат свој благодет, своје влијание во развојот на меѓутоа овде имаше и дружење. И сега ако треба едно движење да се изведува, да изведат 100-200 деца,
Исто движење во ист момент. Мора да внимава, да се сконцентрира. Ако треба движење да изведе со музика, тоа е еден вид на координација, развивање на сетилата. Друг е благодетот кога тие се собираат, се дружат. Како се успеваше сето тоа да се усклади, да се постигне една хармонија? Еден случај со еден опонент на тие, он беше во кошарката и вика, што има сега след кошарката, вика, е подобро. Сите се добри спортови, меѓутоа и содржини, и форми во добри се тие, имаат своје влијание. Син ми вика, ќе го правам кошарка и така, добро, викам, прави го, нека оди во кошарката. Ама на некој начин неговото училиште, на детево, беше офатено со еден след, почна да вежба. И он дојде, абе, насе, вика, детево моје почна да расте, вика, не можам, вика, фрижидеров, вика, го празни едно време, не можев да го натерам да јаде, вика. Значи, тоа е, дали го менуваш, викам, сега мислењето за слетовите, да, вика, го менувам. Па добро, тоа се многу едноставни движења, не се некои високо стилизирани движења, да не може да ги направи. Секој може да ги направи. А движењето е потребно, човекот е битие на природата. Цел живот е живот треба да види во движење. И затоа јас велам дека атлетиката е најстар спорт, зашто па има брзо одење, нели? А човекот оди отко постои. Да. И така, сега не ми одговори на тоа прашање дали наставниците што ве подготвува има некои собири па се договара или ги добиваа вежбите, па кога ќе се соберевте, например, во Скопје за тој републички слет, тогаш се гледаше кој како е подготвен, па консултации за да бидат прилепчаните, штипјаните, израмните со тетовчаните, да не дојде до една дисхармонија во текот на вежбата? Многу за организацијата не знам, ама она што знам, ќе го кажам, дека вежбите се праќаат уште во септември. Треба да се има желба, прво треба да дадат согласност наставници и така натаму. Ако е дополнителна работа, треба да им се компензира. Сега така дојде времето, едно време без компензации, некои награди се давава и така, во тој смисол. Такви беа условите. Меѓутоа, ако сакаме да организираме сега след, значи во септември, октомври месец, треба вежбите да се разработаат по училишта, кај тие училишта кои што треба да настапат. Да се формира едно тело на ниво на република. Вежбите од кога ќе се научат од наставниците, почнува да ги вежбат со учениците. Па има пробни и така натаму, кои ќе за пролети се има проба на ниво на општини, општински, па после се организира, ако има желба, и републички след. Па и тука за 1. мај имаше како републички след и тука се одбира најдобрите кои учествуваа на сојузниот след на 25. мај на денот на младоста тогаш. Тоа се големи доживувања на децата, кај што се дружат. Ти учествуваше на тие слетови? Ја учествував. Имаше еден специјален слет кога требаше да кренам знаме како гимнастичар во бело бев облечен. Во Скопје беше тој слет и имаше повеќе учесници од повозрастните кои што беа фатени во круг, за раце над нив имаше други, трети, и јас требаше по нив да се качам најгоре и да истакнам знаме. И тоа го вежбавте долго време, за да не се кек... Таа пирамида ја вежбавме. Ја вежбавме као завршеток на слетот. Иначе ја нема време да влезам во некоја група да вежбам. Некои други вака настапи на кои што се сеќаваш од тој период? Во Битола младинска или сениорска конкуренција? Имаше едно републичко првенство и така ми тргна тој ден. На прескок земав 10 ми дадо. Пловак, имав пловен скок. Еве го тука е една фотографија. Во овие фотографии, еве го тој скок. Тоа е на тренинг. Овде леташ.
Добро, ќе го видат гледачите овој скок. И Ми остана во сеќавање битола кај што шраубата е направив за 360 степени, ја учев. тоа е еден од потешките елементи. Го правеа и други тој елемент Имав велековртли. во држава кај нас? Велековртли не. Велековртли во потват, имав одма во натват, се пуштам, шрауба за 360 степени. Како лесно си го кажуваш ова шрауба. Ризичен елемент, а мора да бидеш многу сконцентриран, не смеш да закасниш во пуштање ни дел од секунда. Кога одиш на справата нема ништо друго за тебе, само го гледаш вратилото. Само справата и вежбата. Или разбојот, Да. или прескокот, зашто и тамо може да се киксира доста. Малку во забрзувањето, чекорот, како скокачите во далече. Ако промашат, Да. послаб скок. Сум имал специјални тренинзи кои што ми ги организирал Савич Петар од Тетово. Он беше исто така еден од тренерите. Иначе имам 7-8 тренери ја во гимнастиката од 5 до... Значи, луѓе кои што работеле со мене. Он ќе викнеше ученици, ќе качеше горе на балкон во салата и ги тераше да галамат, а мене ме тераше да вежбам. Да можам да се изолирам, да нема никој влијание, нити публика, нити ништо. Иначе, практично тој што сака да гледа гимнастика, мислам, во сала кај што има публика, не се галами. Ја тоа го видов во Германија. На Германија го видов на едно првенство државно германско на источна Германија, кај што мува да поминеше ќе се слушаше. А 10.000 деца внатре. Додека се изведува вежбата. Кој ќе застане, сите ракоплескаат, викаат, зборуваат. Значи, затоа е гимнастиката вака прилично специфичен спорт. Да, самиот решаваш за се. Да. Ти си справата, нема друг. Да, треба подготовка, не испуштање на тренизите, зашто малку да се испушти, веќе се оддалечуваш од она. И концентрација, меѓутоа сите тие елементи што ги изведуваш, па тие имаат и друго влијание врз психата, врз сврстината. Убаво го кажавте, една справа да испустиш од системот на тренизи, од тренажниот процес, веќе следниот пат, една недела да немаш консорачки. Што велиме шкрипи, треба време да стигнеш до тоа што си требал порано да дојдеш. Да, потежок, потешко ги изведуваш елементите. Тоа беше за справите, за вежбањето и сега кажи ми кога ја заокружуваме твојата гимнастичка кариера, кога беше најрасположен и на која справа? Она што најмногу те привлекуваше? Вратило и прескок? Во основа, сите справи ми беа исти, меѓутоа така едно пријатно задоволство почувствував кога правев раздужно. Тоа беше задолжителен елемент за Олимписките игри. Скок разнож го имам слика овдека ми се чини. Разножен скок на вратило. На вратило. Овој. Овој и пловакот е добар, меѓутоа се бара затегнување. Гледате, цел организам е затегнат, прсти, тело, и тоа е лед, 9 метра има лед. Од одразот со нозе, одраз со раце, до доскок. А ова има една убавина во летањето. Леташ од горе како пантер, од 4 метра долу се спушташ од вратило. Тоа се така. И какво е чувството кога леташ како птица во воздухот? Да, птицаш. Тоа е. Убаво. Ама мора да доскочиш. Доскокот ти беше секогаш сигурен или малку дека и тоа влијаеше на севкупната оценка? Испуштив да кажам дека да речеме комисијата што е за квалитетен спорт и олимписки подготовки во Совка во времето ми додели стипендија олимписка. Кога влегов веќе, олимписка стипендија. Бев заедно со Борче Димовски и тој беше кандидат. Меѓутоа од Совка
И од Олимпискиот комитет на Југославија добивме некои средства да се организира тренинг со нас двајца на општа физичка подготовка. Пепо водеше таа подготовка. Во Скопје бевме во старата физкултурна сала, таму беше Мето Димитровски Брицо, и во Дојран беше вториот дел од подготовките. Тоа пака една благодарност кон и сојузните и републичкиве наши како помош. Иначе добијав стипендија од Партизан на Македонија. Мислам дека сум прв гимнастичар кој што добива стипендии. После мене не знам како се одвиваше таа работа. За доскокот те прашав, стално постојано беше сигурен? Да. Твојот доскок? Имаше време додека летеш да се балансираш, да се закопаш. Иначе, ако мрднеш лево, десно, се одзима десетинка, две. А кога си во понт залет и доскокнуваш, инерцијата не те носи или тоа се тренира за да се копаш, да не мрднеш? Подагол да долеташ. Да се постават нозете, да се доскочне, да се подклекне и да не се мрдне лево-десно. Иначе се губи. Што ти се случуваше почесто, да мрднеш лево-десно или да се вкопаш? Подагол, се вежба, тоа се вежба подолго време. Ама се случува и покрај вежбањето, да. Се случува во тоа. Па еве гледам и на врвниве приредби, се ќе направи добро, на развој да речеме или на вратило, и доскокот малку ќе поремети нешто и оценката ќе падне за малку, колку да загуби медал. Да. Затоа е специфичен тој спорт. На средба на солидарност имам освоено 3 медали. Тоа е меѓународно првенство. Па во текот на емисијата ги гледаат и ќе ги гледаат до крајот нашите гледачи. Сега да поминеме на оној втор дел од твојата кариера, би рекол професионална, бидејќи ти беше директно инволвиран за инкорпорирањето на физичкото воспитување, имплементацијата негова во училиштата, односно часовите по физичко воспитание, како да се организираат и на кој начин да се реализира таа програма, за да биде интересна за учениците, прифатлива, а истовремено и да послужи таа активност физичка на часот за неговиот севкупен развој. Не да остане само борба за оценка, туку и нешто повеќе од тоа. Вака, ја отидов во педагошкиот завод на Македонија и должам голема благодарност кон сите тие соработници што беа таму, посебно на директорот, магистар Киро Поповски, кој што ми овозможи да работам, да истражувам и на тој начин дојдовме до нови програми по физичко и здравствено образование. Прво што направив и анализирав состојбата да видам што имаме од програми и така. Најдов, да речем, многу нелогични работи, поготово во гимнастиката, во гимназијата, например, 3-та година гимназија вежба велеузмах. Велеузмах не може никој да направи, ако не вежбал со години. Друго, гимнастиката нема приоритет за да се ставаат толку тешки елементи за учениците. Токму затоа те прашав, затоа што ти гимнастичар, знаеш што може детето кое прв пат доаѓа во контакт со гимнастиката, сега веднаш да оди на тие тешки елементи. Исто беше и со испитите и на факултетот. Например, од еден кошаркар од 2,10, 2,15, бараш некој велеобрт или на развој да изведе, не знам каков зафата, со нозете удира долу. Тука имав една таква дискусија една со еден професор по гимнастика и ти си вика гимнастичар, како така против? Против сум, викам, ти знам,
За да дојдеш до веле узмах или веле ковартле, викам, треба долги години да се вежба. И тој елемент не се става за испит. За испит се става ако се тие педагошки работници по физичко и здравствено треба основните работи да ги знае. Ние не можеме од децата да правиме гимнастичари. Не можеме да правиме нити кошаркари, нити одбојкари. Ние можеме од нив во часот по физичко, и тоа е посебно подрачје. Затоа го викат основно образование. Затоа го викат основен предмет, да ги научи основните елементи. А ако сака да оди во спортот, тоа е веќе друго. Треба да оди во школо, да ги учи тие елементи, да ги усовршува. И затоа во наставата по физичко и здравствено образование не се создаваат врвни спортисти. Надвор од наставата. Во наставата сите деца треба да вежбаат. Не може две деца, ако имам ја сега добри по кошарка, да ги издвојам, другите да ги запоставам. Елементите да може да се прифатливи за сите деца, а потоа секој ќе си се определи според ако е тоа кошарка, има афинитетот. Кошарката има основни елементи, водење, додавање, фрлање. И веднаш ќе се види кој е дете, што може и до кај може да оди, дали да остане основните или елементи, а не да се создава. Тие што се поквалитетни ќе се издвојат, ќе се работи. И од кога видов јас таа настава и со колегите се договаравме, направивме нови програми по физичко и здравствено образование и го крстивме предметот. Физичкото воспитание во гимназија не може да се вика предметот физичко воспитание. Во гимназија имаме различни деца. Од висина, дебелина, моторички добро развиени, запоставени и така натаму. И не може тие деца сите треба да бидат активни. Одам ја во одредени школи, гледам 20 деца седат. Што па овие неаренове, само неколку играт. Не може така. Програмата е таква. Програмата направивме анализа. Земав и други програми од други држави. И тоа што направив еден концепт. И на база на тоа изградивме програми за оделенска настава, за предметна настава во основно образование и минавме на средно образование. Предметот го нарековме спорт и спортски активности. Значи, спорт може да спортува, ама може да биде и спортски активен. Не мора да покажува врвни резултати. Ова е настава. Да. Имавме од Унијата со работници кои што сакаат да го укинат предметот. Тој што сака да се бави за здравје, вика нека надвор од наставата, не мора да има настава. И ние некако го задржавме, успеавме да ги качиме часовите. Во гимназиското образование има 3 часа. Во стручното ми се чини требаше да се промени и тоа. 3 часа добивме во основното образование, меѓутоа претходно следеа неколку анализи. Има мерења на 60.000 деца основно. Имаше отпори околу тоа зголемување на часовите? Имаше. Значи тешко можеше да се пробие. Па јас мислам дека треба физичкото воспитание да почне не од основното училиште, многу порано. Зашто не во градинки, забавишта и така натаму. Тука треба исто. Токму така. Од малечки да ги воспитуваме. Така. Борбата беше, ја забележав, пред да си одам од бирото, забележав дека многу програми во градинките даваат кај што децата се статички седат. Децата во градинки треба да учат низ игра. Да. Да играат и да учат. Многу да се активни. Да се активни. И сега тие програми, добро е да имаат програми, ама треба да внимаваат да има и движење, игра да има. Да се движат и на тие деца им треба за развој, за растот, правилен раст, правилен развој, да не седат стално одма кифозата ги фаќа, ги напаѓа кифозата, деформитет телесен. На крајот од разговорот, прашање за во моментов на полето на спортот, дали е Насе Кондовски ангажиран,
дали работи на некои проекти, каква е комуникацијата со луѓето од гимнастиката и спортот воопшто и со оние од педагошкиот дел, да речем. Јас бев на факултетот за туризам и менеджмент професор. Таму учествував во правењето на планот за спортски туризам. Предавав 2 предмети. Тоа е еден така, да речем, солиден универзитет, има солиден кадар и од таму, да ви кажам, доста се изморив од работа, се изморив во педагошкиот завод, со администрација, со многу анализи, имам доста трудови, 20 на брошури, ќе видиш во материјалот. Првите учебници ги напишав за физичко и здравствено образование во Македонија, 6 учебника. И решив да учествувам пак во спортот, ама кај што се спортските ветерани. По некое време тие инсистира јас да бидам председател и сега го водам Сдруженијето на спортските ветерани на Скопје. Сега се ближи да промовираме еден труд, мој труд, спортот и телесните деформитети. Често пати слушам дека спортот, тие што спортуваат немаат деформитети, тоа е така. Меѓутоа во спортот не може да се влезе со некаков деформитет. Спортот бара максимално амплитудите на движења, елементите што се учат да бидат правилно изведени, ради здравие. Не можат кифотични деца да влегуваат, можат во некои спортови, меѓутоа сколиотични, лордотични, а кифозава, значи пламна во цела Македонија, со компјутери, со ред други работи. Сега тоа е еден труд како апел до родителите да ги следат децава што ги растат, они се доста ангажирани преку цел ден, да испробаат да видат какви се, има таму упатства, ако не знаат да одат кај наставникот по физичко и со него да се консултират што понатаму. Децата се кревка материја, за многу кратко време се стекнуваат со некаков деформитет, а ако не се внимава. Како се седи, како се движи. Најдовме многу деца со деформитети низ школите. Добро, да се чувме доста работи вака и од педагогијата, посебно за спортот, физичката култура. Гледачите преку твоето искажување слуша и за твоите резултати како гимнастичар. Мора да кажам на крајот дека беше еден од најдобрите гимнастичари во нашата држава во еден период и во поранешна Југославија, па стигна тука и на прагот, само не успеа да го прескокне до Олимпијадата во Мексико 1968 година. Зошто не успеа да го скокне? Има икс причини, такво беше времето, еве да кажам, но останува тагата што еве не беше учесник на таа Олимпијада, на која што еве ќе беше првиот македонец во гимнастичкиот спорт учесник на Олимпијадите. Почитувани гледачи, тоа беше Насе Кондовски, нашиот познат гимнастичар во минатите времења, потоа човек кој беше вклучен во разработување на целиот училишен систем, би рекол, за физичкото воспитување.